Да, на една минута по 10 часот се враќаме во студиото со убава енергија. Верувам дека така и ќе продолжиме во овој дел од емисијата. Само пред да продолжиме со она што ни е по агенда, ви останавме должни со еден одговор од Ана Марија. Зборувавме за тоа колку навистина се зголемени цените за аранжманите оваа година и фестивалот Скопје Travel Fest, што се случуваше, не стигнавме да објасниме. Така да. Значи, оно што го нагласив беше главната причина зашто го организиравме тој настан, како еден саем, да кажеме, на отворено во градски парк на туристичките агенции, со многу награда, забава, игри, представување на штандови на туристичките агенции членки на асоциацијата, кои што имаа специјални промотивни цени, и тоа беше она што сакавме точно да го представиме, заради тоа што можеби има покачување одредени цени, меѓутоа, на пример, не знам, ако се качала цената на горивото, хотелите имаат некоја промоција, се прави некој баланс кој станува збор од страна на туристичка агенција, и сега индивидуално ти да купиш авионска карта, таа авионска карта реално е покачена. Меѓутоа, туристичките агенции имаат закупено чартери или на редовните линии имаат земено фиксни, значи места, и сега за цените на хотелите тоа го кажуваме заради тоа што ако малце се качила таа цена на хотелот, паднала, пак некој баланс има. И сепак се уште има, значи, промотивни цени во туристичките агенции за да си уплатите аранжмани. Дефинитивно. Сега во моментот, значи, за Грција, доколку некој сака да патува, има по 100, 120, 130, 150 евра, да речеме, до крај на јуни. Браво. 7 ноќевања со автобуски превоз. За Анталија еве last minute некој попусти имаше по 350, 370 ден за ден, да, тоа е last minute некој. Така да. Добро, некој што ги следи тие работи баш се ги гледа и некој што е слободен, што нема работни обврски, сигурно му одговара. Што може да тргне, што се вели од денес за утре. Така е. Значи има се уште сакам да кажам и тој сакавме да го представиме на тој настан, затоа го организиравме, значи имаше една третина, да кажам, од членките, заради тоа што имате на ум дека кај нас почнува летната сезона и доста од колегите веќе беа на пат, значи веќе започнаа групите, па не можеа сите да присуствуваат. Меѓутоа, како прв настан кој што го организиравме, морам да кажам лично дека сум задоволна од целата организација. Да, супер помина, убаво беше што беше и виноскопна школка, ние бевме на Вембри овде лево пред езерцето, така да луѓето кои што се движеа од таму, да, доаѓаа и овде. Имаше исто еден настан на моторџиите на напред на фонтана, така да вртеа луѓето. Убаво беше, она што го напоменав, значи сите имавме поставено специјални цени, промоции, попусти. Луѓето можеа да се запознаат, значи беа представени, да кажам, сите дестинации, и Грција, и Албанија, и Бугарија, и Црна Гора како поблиски дестинации, и Анталија, и Египет. Тунис, Шпанија исто доста атрактивна за ова лето. Сардинија, Сицилија, така. Бидејќи имаме летови до таму, сега е малку полесно Италија ни е. Да, точно. Значи има понуда буквално за сите, за кој каде сака, сите туристички агенции кои што беа на настанот имаа поставено. Имавме она што го напоменав, многу интересни игри, значи на кои што имавме доста голем фонд на награди, значи добија луѓе гратис патувања за многу дестинации, имаше услов, требаше да се сликаат, да постираат на социјалните мрежи. Тоа ни е работа лесно, да, браво за тие што се добри. 24 вести. Сунај дојде да ме снима за изјава пред да започне настанот. И како ме снимаше, значи викам пополни се, може ќе добиеш награда. Доби? И ми вика, каде бе, јас ќе добијам? Викам, добро, пополнете се, никош не се знае. И на крај, пошто малку се расипа времето и луѓето почнаа да си одат и извлекуваме, и како ги извлекувавме, гледаме и им вртевме на телефон. И го извлекуваме на колешката синчето, дете мало, значи го извлекува Сунај. Јас се јавам. Не ми се верува, ме лажеше на Марија. Во Тиват ќе оди. Супер. Во сезона, се сликаше, објави тој вечера. Се сликаше, објави, да. Беше изненаден, така да и вие да дојдете. Имаше шанс. Да, имаше доста награди. Имавме така игри, забава, музика, латино, она што сакавме да го представиме уствари беше имавме еден дел поставено за деца, каде што имавме една школа за цртање која што ги учаа да цртаат, имаше Спајдермен дојде ги анимираше децата, имавме од Каден студио игра, да, Кате играше. Така да сакавме токму она да го представиме и по хотелите каде што се чартерите и по Грција по хотелите, значи на многу места, нели, затоа родителите да уживаат да одмараат, а децата да бидат анимирани. И тоа сакавме да го представиме уствари дека ние како професионалци туристичките агенции сакаме овде да им го доловиме она што би им го организирале. Како ќе им го организираме одморот на луѓето? И зошто се препуштат во една организација
на туристичките агенции. Мислам дека беше забавно, интересно, убаво. И го чекаме следниот настан, ве молам да најавиме јавно. Така да ние биде традиционално. И нашите гледачи. Продолжи како Ќе си ја пробаме среќата. Дефинитивно. Да. Тино? Секој има шанса. Колку вие имате време за одмор? Секој може да се најде време за одмор. Каков е планот за ова лето после концертот? После концертот планот е да се одморам. Ќе одите некаде или тука во Скопје? Мојот одмор подразбира дебело одмарање дома. Па добро, да. Потоа, да, имаме навика секогаш кон крајот на летото да заминеме некаде, најверојатно Грција, секогаш е тоа блиску, нели? Меѓутоа, не му придавам некое многу големо значење како одминуваат годините. Сега немојте така да Марија слуша рок музика, вие не му придавате многу значење. На моето одмарање. А на вашето одмарање. Од друга страна, лето е многу често се случува да има ангажмани во студио, да има верувам. да, така Се што спремаат тогаш албуми. Не се така што знае кај мојата вас работа кога е е одморот. така непредвидлива и никогаш не можеш да си не сум од тие луѓе што знаат однапред до се февруари уплатат за јуни, да, така. неколку месеци однапред. Ама и таква ви е работата. Да. Може би Не затоа. знам. Или сте таков карактер. Едноставно одморот го третирам како нешто што на крај мора да се случи затоа што стварно е неопходно. Да се одмори, да. Веќе телото вели добро, Тино, Така. окей, малку пауза. Професорка, вие колку имате време за одмор? Па вака, сега почнувајќи од денес па месец и пол следен ми се службени патувања низ Европа Добро, тоа е патување. и Азија, така да да ги Браво. завршам нели тие аранжмани и потоа здравје ќе се мисли нели на тој За приватен дел. Приватно патување. да, Баш убаво, супер. Имаме тука некои жешки летни прашање за мене да не има, таму гледам повеќе ливчи. Јако Не, три се само некако така ги Аха, добро. Да. Се замоабетивме, многу не размислав за тоа, ама да. Би требало да сте забавни во овој дел. Ќе видиме. Ќе видиме по изразот на вашите лица колку се забавни, ама мислам Ајде, дека се. веселата, да, влечете по едно, не сте наместени нормално, може само садот понатаму. Секако. Благодарам. Договорете се вие. Браво, Тино. Ала. Ако некој сака да подразмисли, нека подразмисли, кој може одма да одговори, нека одговори. Ана Марија подготвена, ја гледам. Ајде, може. Ако денес не мораше да работите, како и каде би го поминале денот? Таман беше за вас Мислите за прашање. туристички работи? На некоја плажа, дефинитивно. А вие На која навистина ќе плажа? одмарате? Што ви е планот? Па да, секако. Само ние мораме прво да Прво сите да искористиме одморат, летото, па сите да ги испратиме, да се вратат среќни задоволни и на крај на летна сезона има Значи во септември. време и простор да за нас. Септември, октомври, значи некоја далечна дестинација каде што во тие месеци кога кај нас е ладно, Може да таму биде е топло, топло. така е, да. Добар ви е планот. Може и така, може и на крај на сезона. Знаете, сега некако летово се продолжи, така да и до крај на септември во соседните земји е доста топло и Точно. пријатно, така да имаме и оние што ги спомнав чартер дестинации од кај нас, имаме и во октомври, така да Која ти е и за омилена оние кои што сега дестинација доаѓаат. од И тие јас што ќе си речам. била, земја, плажа, град, не знам. Што можете да препорачате? А има доста, не знам, би напоменала Италија генерално цела е многу убава. Секако. Сицилија како остров ја напоменала. Египет исто, нешто зборувавме лично со тебе зашто се Да, размислуваш. тоа беа сепак моите прашања први, ме убедувате да одам. Добро? Многу убаво море, дефинитивно, различна култура, нешто ако некој сака повеќе нели и шетање и уживање. Грција исто као најблиска и сега од Грција јас би го иствоила островот Крф, заради тоа што таму лично сум од 2012 година. Значи секое лето, некој лета по 2-3 месеци кога имав можност, сега барем по една недела секогаш, а може и неколку пати во годината. Така да би го издвоила као место во кое што секогаш го посетувам и Вашата препорака има поголема тежина. Одлично искуство, Од искуство, така е. Тоа е она што уствари сакаме да го покажеме и ние туристичките работници, дека не е само, знаете, туризмот и одморот и патувањето на секој му еднаш во годината. Мислам, нема врска, некој патуваат и почесто и слично, ама најголем дел као Генерално. вистински летен одмор, дајме еднаш. И затоа зошто да се експериментира, да не се препуштат на некој кој што веќе е бил таму, патувал, видел, проверил и знае да каже. Мислам, нормално се зависи од буџетот на странката, од желбите и слично, ама знае некој да ти представи што е тоа ефтино, што е тоа скапо и зошто и каде, кои се придобивките, кои се негативните ствари. Точно. И она што
сакам да им препорачам на сите е да си го искористат летниот одмор на вистинскиот начин, каде сакаат, како сакаат, да не се плашат од гужви, од ние мислам обично нели бегаме од луѓе. на одмор страх ако ми може е на сега островот посебно да нели за грчка граница и тоа сакам да го напоменам. Да, што лично јас бев продолжениот викенд, значи брзо поминавме, него ни користеа се системот, значи заради тоа што имаат право од Европска комисија доколку има многу гужви во одреден период да се стопира, односно со еден класичен начин со давање на пасош. Така да гужва кога има, значи тоа секогаш било и на било кој граничен премин, кога е празник, кога е многу гужва, ќе се чека. Меѓутоа дека имаше еден период, значи што им паѓал системот, значи меѓутоа морам да нагласам дека не го користат 100%, дека бараат дополнителни решенија, еве и автобуси, групи што имавме. Имавме ситуација во неделата са бајле во околу 6 часот негде, празна беше границата, значи први помина. Само за вас. Да, така се погоди. Ама мислам дека ќе најдат решение и дека нема да биде толку гужва, така да еве да не се плашат граѓаните, да си одат на ветување, така на плажа, да си уживаат. Да, и во нивна користа да го решат тоа што. Дефинитивно, да. На сите. Тино? Твоето прашање? Моето прашање е имаше време кој е да вашето омилено оправдување кога доцните? Немам оправдување, никогаш не лажам зошто доцнам. Најчесто е се успав, извини. Затоа што кога нешто ќе се закаже се бајле ова време, ја многу тешко функционирам. Ама сега си дојдовте на време. Да, добро, таков ми е био ритмот. Никогаш не сум легнал пред 3. Ако имам работа, тоа знае да потрае. Да потрае и до 5-6. Одат автобусите, одат луѓе на работа, ја тогаш си легнувам. Да. Мразам доцнење. Мразам да доцнам, многу ми е, тоа ми е еден и од поголемите стравови. Доцнењето да не задоцнам некаде, затоа што стварно, навистина, сакам да почитувам туѓо време. Па не е културно, ама никогаш се случува, ненамерно. Кога ќе се случи, немам оправдување измислено. Ја кажувам вистината. Најдобро е така. Да, кој како знае, да, кој како сваќа. Ако ве свата добро, ако не пак добро, и тоа е тоа. Супер, професорка, вашето прашање и одговор? Многу интересно прашање, вели, кој е вашиот најубав училишен спомен? Како носите така, нели? Да. Ја го сакам тоа. Може и Тино може да одговори. Секако може, да. Што би кажала овде, значи, живеевме во време на едно многу безгрижно детство. Значи, нели, делот на училиштето си е едно, кога ги посетувавме, нели, часовите, меѓутоа тоа што најмногу го сакавме кога ќе го слушнавме звончето дека звони, треба да излеземе надвор и тие 15 минути голем одмор и веднаш се играше Ластик Народна џамија. Значи, дружењето, Значи, дружењето со соучениците беше нешто што еве ден денес го паметам како навистина многу убави спомени. Дополнително, значи внатре во школата, јас онаа креативна димензија имам од дете, значи цртав, пишував поезија и пее во хор. Така да тие Со Тино некоја се работи. Да. Рековте на повозрастни години доаѓаат во интерпрес, така да. Така да тоа беа работи што да речеме најмногу ме исполнува, одев по изложби, патувања со хорот, меѓутоа нели нешто со Јас одев на хор, сега ме навративте мене назад. Ајде да забиеме нешто. Да, многу ми беше убаво тие 5 години во хор, да. Ептен. Така да, навистина убави спомени. Баш убаво. Тино, сакаше да одговориш на истото прашање? Па, дефинитивно, најубавиот период од вако од животот, од детството? Да, училишните спомени. Да. Не ми биле часовите по математика. Сигурно. И јас можам да кажам дека сум уживал во одморите. Меѓутоа, цел тој период, нели, основно и средно, стварно ми е нешто за кое што жалам и што посакувам да би може да се случи повторно. Да се врати. Нешто слично доживуваме во школа, во наша музичка школа. Стварно е благодат да си секогаш обкружен со деца, посебно со ученици, со деца кои што сакаат да доаѓаат таму заради тоа што никој не ги тера со сила, самите одлучиле. И целата нивна енергија и се што се случува помеѓу часовите е нешто што за мене навистина представува некаква храна.
Да. Истото го имам и со студентите. Да. Еве сега завршуваме, сега имаме испит во текот на идниот период. Иначе сум од минатава година предавам музичка продукција на факултетот за музички уметности. Не стигнавме се да споменеме, повторно се ќе дојдете. Тоа се студенти кои што се запишале на популарна музика и во 4-та година мојот предмет им е задолжителен. Меѓутоа супер ми е таа дружба. Направив пауза во професорувањето од естра до лани. Со тоа го изгубив звањето на редовен професор, заради тоа што имав повеќе од 5 години пауза, меѓутоа и вака како доцент не е лошо. Сигурно сум. Добро, Тино, кога сме веќе кај тебе може да ги погледнеме твоите фотографии, повеќето се од твоите ученици, но ископавме нешто ние и од Facebook од тебе. Тоа ни е работа, морам така. Да, можеме да ги погледнеме. Ова сме ние на Мјуз во Атина. Тоа се моите две кирки, мојата сопруга. И насловот на оваа слика некаде... Имате наслов на сликата? Некаде стоеше дека сме мјузичари, затоа што бевме мјузичари, да. Добро, одиме со следната. Имаме доста фотографии од сите. Да. Ова се Дуле и Коки. И ова е во периодот кога се создаваше виолина и гитара. Многу убав период. Ова е моето прво студио во стара телевизија, во Макотекс. Оваа фотографија е 90, крајно... Не, лето е со кратки ракави, значи негде 96-та. 96-та, да. Значи, колку? Многу години. 30. Да. Ова е настапот на Enterprise пред Триумфалната капија во Скопје. Поводот за настапот е Бела ноќ. И ова беше еден прекрасен стејдж, одличен концерт. Децава се покажаа супер, добро, тие секогаш свират, пеат супер, многу се спремаме на пробите. Ова е поздрав на крај на концертот. Овој стејдж е МКЦ, Младинскиот културен центар во Скопје. И е завршен концерт, не е завршен, зимски концерт, новогодишен. Исто, ова е истата сцена на МКЦ. Ова е исто Бела ноќ, пред тоа позади е трговскиот центар. Тука имаше многу публика, неколку илјади, мислам дека кажа некој дека има 7-8 илјади луѓе. Инаку да, ова е нашиот најавата за концерт. Да, најавата за концертот. Парк на франкофонија, знаеме каде, ние си го викаме Опатија. Старите. We will rock you ние, нели, називот на настанот. Сакав да се не знам, да се поистоветиме со Queen. Да, и Queen ги слушаат нашите деца, многу интересно. Супер. Ова е од Берлин, оваа зима. Ама нема го. Со Владо Јаневски. Јас сум всушност, придружен член на бендот на Владо Јаневски, свирам клавиатури, заедно со Владко Плевнеш. Тука се Џоле Максимовски, Дино Милосављевиќ, Владко Плевнеш, Иван Петровски Џоки, Стево Чепишевски, нашиот најексплоатиран придружен вокал. И Владо секако. Да. Да, ве гледав сега во концертот кога го имаше Владо во Скопје, да. Ова е Симба Скендеровски. Симба? Да. Симба се вика, не знаев исто како мојот Симба. Да, Симба е мојот... Скендеров. Да. Мојот Мора по оваа ортак, фотографија мојот да изгледам. продуцент, мачор кој што живее во моето студио. И во последно време се повеќе и повеќе се однесува како газда, сега ќе полни 3 години. Ова е од... Имавме 5 концерти со Владо во Филхармонија. Ова е еден од тие концерти. Тоа беше минатата година. Пред година и пол, така. Ова е исто така Бела ноќ, меѓутоа на друга локација. Ова е плоштадот Ибни Пајко.
супер фотографии. Да. Да. Баш се гледа како знаат да ја владеат сцената. Така е, професионалци учениците. баш така изгледат. Многу е интересно кога едно дете од некои десетина години неколку пати ќе застане на сцена и е оперирано од трема, нема трема повеќе. И растат, продолжуваат да се занимаваат со музика, некои аматерски, некои професионално, меѓутоа тремата сигурно ја нема кај нив заради тоа што многу млади се соочиле со Публика, со проблемот да. публика, сцена, светла, контра и така натаму, камери. Тоа е предност голем. Ова е школка. Исто. Наш омилен поздрав, сите мафтаме кога ќе завршиме со концертот. Исто ова е школка. А ова е момент на кога ни соопштија дека виолина и гитара победила. Да. Мислам дека во описот на фотографијата стои 5 минути од како дознавме дека победи. Да, инаку имате преработка на виолина и гитара? Каква фотографија? Да. Коки ја преработи, издаде нов материјал и ја преработи, ја слушнав, интересно ми делува. Така, не ја работев јас, меѓутоа ја слушнав супер, сосема друг аранжман, друга изведба. Да, ќе слушнеме за некои десетина минути новата верзија. Сега одиме со фотографиите на Ана Марија. Да видиме каде се ќе пропатуваме. Каде ќе не прошета. Да, ево од почеток од Скопје Travel Fest, ова беше рамката со која што требаше сите да се сликаат. Ова е нашиот водител што беше на настанот, значи требаше да се сликаат, да објават на социјалните мрежи и ги пишуваат своите имиња и контакти, па после ги извлекувавме и проверувавме дали никој има објавено. Доколку има и објавено, го извлечеме, ја Дали ги добиваше исполнува условите. наградата, е така. Жири комисија проверуваше дали ги исполнува. Ова е со тимот од агенцијата на тимбилдинг во Кипар. Во ноември месец, оно што го напоменавме кога имаме малку послабо работа туристичките агенции, тогаш можеме да прошетаме. Ова е во декември основањето на Националната асоциација на туристички агенции. Ова е фотографијата од основачкото собрание, кој што го имавме. Голема екипа. Да. Тогаш, како што кажав, 40-тина бевме. Ова е од Египет. Милена разна Дефинитивно е убаво да се види. Да, пирамидите и качувањето на камери, она што споменав, туристичките работници дека одат да проверат. Ова е со мојата партнерка и моето и низиното семејство на трајект према островот Крв, што го напомена. Да. За Великден посебно таму е интересно и убаво, па бевме фамилиарно така. Ова е исто од настанот што напоменавме, оној анимацијски дел. Да. Со играње на латино, ова е бината што ја имавме. Еве го Спајдермен, да, Кате на бина, Спајдермен и Спајдермен играше латино. Нема избор. Со децата, да, што да прави. Еве го и на бина. Исто имаше добивање на награди за најдобар танчер, за најдобар црташ на децата. Еве не дел од туристичките агенции, кои што бевме во организација, односно кои што имавме своји штандови на настанот. Ова е од овој продолжен викенд во Грција со сопругот и синчето. Ова е со семејството, магистрирање 24-та во Охрид на факултетот за туризам и угостителство. Браво, супер. И ова е исто со моите родители, сопругот и малото во Грција од минатата година. Така и јас во образование одлучив да продолжам, можеби на поодминати години продолжив со своето образование, магистрирав, сега сум докторант исто на факултетот за туризам во Охрид. И уште малце ќе поработам со ова, па после може да работиме со млади луѓе. Имате бурно секојдневие и баш ми е драго што ја прифативте поканата. Благодарам. Верувам дека имате доста обврски кои што ви предстојат. Одиме со фотографиите. Посебно во овој период. Така е. Но сте актуелни и навистина должиме одговори на доста прашања, затоа и ве поканив. Одиме со фотографиите на Виолета. Ова ни е фотографијата од најавата. Да, ова е таа, истата. Добро. Да, инаку фотографија која што е направена Словенија пред 2 години на тамошен студиски престој, да. Мислам дека ви е профилна на сите социјални мрежи, лесно може да ве најдат. Добро.
Да, имате вие ваков колаж со Да, колаж со повеќе повеќе фотографии. Ова е патување, значи ова е во Кина, Шангај, Хангжу и Нингбо, 3 града, преку еден национален проект, меѓутоа поврзан со Словенија. Там имав можност, значи проектот баш беше нака интересен за скриени шампиони, компании кои што прават многу приход, малку се знаат во државата, во јавноста, но едноставно се преуспешни, ги нарекуваат скриени шампиони. И ова беше презентација, значи јас имав исто и предавање пред некои 200 до 300 беше групата на бизнисмени од Кина, кои што припаѓаат исто во таа категорија. Браво. Така да, навистина еден прекрасен престој. Овдека, ова е претходната година, тоа е исто конференција за машинско учење, бизнис аналитика, области нели кои што се најтесно поврзани со тоа што јас го истражувам. Да, вашата стручност. Многу неодамна, значи месец март го помина во Чиле, исто на студиски престој на нивниот најдобар универзитет Адолфо Ибањес, и тука имаме повеќе фотографии и ова е делот од Чиле. Колажот е направен затоа што, знаете, во секое што го правиме мора да додадеме доза љубов, за тоа да биде успешно. На највисоката кула го имаме срцето. Имавме и часовник на таа слика кој што не потсетува на времето. Нели? Дека буквално е нашиот најнеограничен ресурс. Да. Ова е Индија, таму сум визитинг професор и навистина, нели, Индија ни е држава на бои, на контрасти, на енергија, кои што нели можеа навистина да се доживеат. Предходната година, исто, преку одреден проект, бе во Финска, во родното село на Дедо Мраз, Рованиеми. Значи, Тоа мислам дека забитаме. Тоа е, да, патувањето трае подолго, меѓутоа навистина вреди. Ова е слика која што значи е врзана со моите родители, луѓето на кои што навистина им должам све, кои што ме научија и на добрина, на честност, на трудолюбивост, буквално кои што веруваа во мене, уште кога нели јас самата не сум верувала, токму на овие години, 2 години, ова е таа мала Вики за која што зборев на почетокот. Но токму оваа слика ја одбрав затоа што велат ја од раѓање место да заплачам сум се насмеала. Знаете, секогаш треба, така, да, секогаш треба нели да буквално нели како вела, тоа е крива линија која што исправа многу работи на смевката. Мојот прв студиски престој надвор од државата беше во Хрватска, Вараждин, и ова се навистина луѓето кои што и на фотографијата кои што беа моја најголема поддршка. А на крајот имам, значи на последната сликичка, таа мала сликичка, тоа е токму моја драга пријателка Катерина Фотова, која сам ја дојдена на Еразмус и со која што секогаш ми е драго да соработувам, така е. Училиште, училишните денови, оне најубав спомен нели што го имавме. Тука сме баш многу дечиња, ете така, со нели наставничката, нешто кое што сите го чекавме и гледавме да бидеме нели најдотерани тој ден. Да, така да нели поздрав до сите соученици до наставничката. Во областа на аналитика, лани славевме 50 години од Асоциацијата на ниво на Европа, која што е врзана со овие дисциплини. Тоа се одвиваше во Лиц. Нешто што, знаете, ја би рекла е благо да тоа го спомена и Тино, меѓутоа за довербата и за луѓето и клиентите збореше Јана Марија. Ова е една порака од моја студентка која што нели ми упати зборови за тоа како секогаш кој излегувала од мојата канцеларија била полна со нели таа поддршка, насмевка и можела да оди напред понатаму. Професори да се такви. Така да ако нели добивам награда, за мене овие зборови се најголемата награда. Да, така ова е исто дел од нели Словенија, но тоа што навистина го обожавам и сакам, кога ќе видам цвеќе убаво, нели и пораката која стои, ете така, затоа што сум код дома. И имаше многу добра порака на претходната слика, ова е добар ден за да биде прекрасен ден, нели? Ова е уште од нели мали нозе, јас си го сакам танцот и играњето. Порасна во семејство и моите двајца родители се запознале на оро, меѓутоа и се играорци, значи така да во мојот дом нели кај моите родители се слуша музика ден денес и се игра. Значи и ова е нешто со кое што може ќе го поврзам и на прво прашање кое што го имав, повеќе фотографии, меѓутоа на она во левиот агол горе сум ја како тргам за прваче, а позади мене е татко ми кој што тура кофа вода. Сега, тоа е македонскиот обичај, нели, за среќа. И верувајте ми и денеска тоа го направи пред да дојам на емисија. Да, тоа го прави целиот мој живот. Да, целиот мој живот, каде ја да патувам, што и да треба да направам. Значи, знаете, кога бев дете, ете така, кога бев дете за мене тоа беше
обичај македонски, ама сега сваќам дека во таа вода има многу љубов, нели? Има Така е. благослов, има Така е. неискажани зборови. Мојата исто најголема поддршка е мојата мајка, која беше мојот личен пример, оделенски наставник по професија, меѓутоа мојот прв наставник, можам да кажам. Мојата Да. сестра и моите внуки кои што секој ден баш ми го исполнуваат со радост. Тука се бебиња, сега се веќе девојки 26 години, меѓутоа Поздрав до сите, некој да не поздрав до- заборавиме. Ете така, Сите кои што поздрав ме до гледаат. Убави сите, да. фотографии, одлично. Многу благодарам, благодариме. Ни истече некако времето. Толку е 10:31. Уште многу да се теми, објавиме. многу прашања овде не одговорени, но причина повеќе повторно да ни додете во Здраво Македонија. Благодариме уште еднаш. Благодариме.